Попустливоста на власта ја отвори Пандорината кутија. Секој може да си бара што сака. Отворањето на уставот со цел внесување на бугарите ги зголемија барањата и кај албанскиот политички блок се бара бришање на 20% и негова замена со албански јазик во уставот, со што би се исполнил уште еден од клучните услови во тиранската платформа, односно во уставот нема повеќе да пишува македонскиот јазик и јазикот кој го говорат над 20% од граѓаните, туку ќе пишува македонскиот јазик и албанскиот јазик, со што де факто двата стануваат целосно еднакви во Македонија. Условувањето од албанската опозиција доаѓаат во моменти кога власта на секој начин се обидува да обезбеди пратеници за отворање на уставот и вметнување на бугарите во него. Премиерот Димитар Ковачевски пак без прецизен одговор дали ги прифаќа овие барања на Алијанса за албанците и БЕСА, но бил отворен да седне на маса со сите и заеднички да се пронајде најдоброто решение со цел промени во уставот. Прво, добро е дека се разговара за уставните измени, гледате дека се отвори дискусија. Сметам дека тоа треба да биде процес кој што се одвива како и до сега, низ процедура која што е пропишана согласно со нашите закони. Сметам дека треба да се седне на маса сите политички партии, сите да ги кажат своите претпоставки, сите да го кажат својот став во однос на уставните промени и да може на крајот да се дојде до решение кое што ќе биде нормално прифатливо за сите. Според професорот Владимир Божиновски, секогаш кога се говорело за менување на уставот, се протнувале барања кои што немале врска со промените кои се предвидени, сепак вели дека не верува дека ќе дојде до уставни промени. Ова не е ново барање и ние сме сведоци дека секогаш кога има најава за некаква промена на уставот, се поставуваат барања кои што воопшто не се поврзани со таа најавена промена на уставот, со цел да се обезбеди некаква поддршка. Но прашањето е дали воопшто ќе се менја уставот од она што го слушаме од раководството на ВМРО ДФМН, нити имаат таква намера, нити па ќе поддржат. При последните уставни промени поради Преспанскиот договор беше исполнето барањето на албанскиот политички блок токму за јазикот, тогаш што стана официјален на целата територија на Македонија, а не само во општините каде бројот на албанците е над 20%.